Поздравени! Јас сум Емилија Софеска, вашиот предавач за модулот енергетски ефикасни згради како дел од обуката ЕОРЕМ, инаку сум дипломиран инженер-архитект и магистар по науки од областа на одржливиот развој и урбанизмот. Денешното предавање се однесува за геометријата на градежните објекти во однос на топлинските добивки и загуби. Во првиот дел од соларната и градежната геометрија ќе се задржиме на пасивните и активни соларни системи. Најпрво ќе објасниме кои се тие пасивни соларни системи и што представуваат. Понатаму ќе зборуваме за трите вида на пасивни соларни системи: директна добивка, тромбеов ѕид како систем за термичко чување и сончева просторија. На крај ќе се задржиме на активните соларни системи, кои што се поделени на два типа, и тоа фотоволтаични плочи и сончеви колектори. При архитектонското проектирање потребен е пристап на три нивоа. Првото е минимализирање на топлинските загуби со соодветна изолација, ориентација, сооднос на површината и волуменот на објектот. Со добро дизајнирана термичка бариера ќе биде потребно помалку грејење. Другото ниво е собирањето на сончевата енергија на пасивен начин. И последното ниво е надополнување на енергијата за затоплување со мало количество кое не може да се снабди на друг начин, па дополнително се користи машинска опрема или фосилна енергија. Пасивните соларни системи се оние кои складираат, чуваат и прераспределуваат соларна енергија без употреба на вентилатори, пумпи или комплексни контролори. Системот се добива интегриран во градењето и во дизајнот кај прозорците, ѕидовите, подовите и покривот, кои имаат различни, но сега и нови функции. Така, например, ѕидовите не се само прегради, туку дејствуваат како складишта за топлина и елементи за топлинско зрачење. На тој начин, различните компоненти на една зграда истовремено ги задоволуваат архитектонските, структурните и енергетските барања. Секој пасивен соларен систем се состои од два елемента. Колектор, тоа е застаклување што гледа кон југ, и складирање, тоа е термална маса, ѕид, вода или карпа. Можни се неколку вида на пасивни сончеви системи: систем со директна добивка, тромбеов ѕид и сончева просторија. Ние ќе ги разгледаме сите три системи. Секој прозорец кој гледа на југ создава систем со директна добивка. Оние на исток и запад, а особено на север, губат повеќе топлина отколку што добиваат. Ефектот на стаклена градина ги собира и го заробува сончевото зрачење во текот на денот. Термичката маса во внатрешноста на зградата потоа ја апсорбира таа топлина. Термичката маса е особено важна за одржување и зачувување на топлината за ноќна употреба. Тоа може да се проследи низ графиконот на првата слика. Кривата А е надворешната температура во ладен сончев ден, а кривата Б е внатрешната температура во систем со директна добивка. Внатрешната температура покажува голема разлика во текот на ноќта и денот во простор со мала термичка маса. Во попладневните часови температурата е многу над зоната на удобност. Ако се зголеми само застаклувањето, ќе се зголеми и температурната разлика. Тука се гледаат придобивките на термичката маса која движат кривата Б постојано во зоната на удобност. Термичката маса ја намалува амплитудата на температурниот замав, што може да се види на втората слика. Идеално место за термичката маса е подот, поради тоа што добива најмногу директна сончева светлина и подното грејење е најпријатен вид на грејење. Најповолна е бетонската подна плоча, а модерниот бетонски под е одржлив, здрав и убав. Сите останати елементи, ѕидовите, мебелот и книгите, дејствуваат како топлинска маса. Најдобро е сончевата светлина и топлина да се обезбеди со директно зрачење преку катни прозорци свртени на југ, светларници и слично.
Тромбеовиот зид името го добил по професорот Феликс Тромб, кој прв го проектирал и употребил во Франција во 1966 година. Во овој систем, термичката маса е составена само од еден зид од внатрешната страна на застаклувањето кое гледа на југ. И тука функционира ефектот на стаклена градина која задржува сончевата радијација. Површината на зидот свртена кон стаклото, кое пак е свртено кон југ, се покрива со темна боја, со што се овозможува да се создаде голема топлина која навлегува во зидот. Тромбеовиот зид е многу дебел, отприлика околу 30 см. Временскиот период за спроведување на топлината низ зидот е доста долга заради дебелината, па така топлината не допира до внатрешниот простор се до вечерта, при што, ако има доволно термичка маса, зидот може да действува како светол греач цела ноќ. Иако зидот е најчесто направен од цврст материјал, како што е бетонот, тулата, каменот или глината, може да биде направен и од контејнери полни со вода. Челични тенкови, прозрачни и транспарентна пластика, а водата може да биде во боја. Во текот на летото, за да не дојде до прегревање, треба да се покрие стаклото пред зидот од надворешната страна. Најдобар термички ефект се постигнува со комбинација на тромбеов зид и систем за директна добивка, па често тромбеовиот зид е парапетен зид. Овој систем на тромбеов зид е познат како систем за термичко чување. Сончевата просторија е соба наменета за чување на топлина на главниот дел на една зграда, но и како секундарна стамбена просторија. Тоа вообичаено е стаклена градина во која одгледувањето на растенија е само дополнителна функција. Сончевата соба уште се нарекува и солариум. Полунадворешниот аспект на сончевите простории е исклучително привлечен и сончевата просторија е додатна просторија само затоа што во неа многу се менува температурата, од 32 целзиусови степени во текот на денот до 10 целзиусови степени во текот на ноќта. Таа е конструирана како посебна термозона и изолирана од останатиот дел од зградата. Големиот дел од топлината влегува преку внатрешните отвори помеѓу просториите, а дел се абсорбира во термичката маса, ја чува куќата пријатна и ја заштитува сончевата просторија од замрзнување. Во вашите скрипти е дадена табела на која што се споредени сите три системи за пасивно загревање. Кај пасивните соларни системи важни се неколку елементи од геометријата и структурата на објектот. Ориентацијата представува 80% од пасивниот соларен дизајн, што значи дека соларното застаклување треба да се насочи кон југ. Таа ориентација дава најдобри резултати и за зимското затоплување и за летното затемнување. Во зима, јужното застаклување собира околу 3 пати поголема сончева радијација од застаклувањето на исток или на запад. Во лето пак, јужното застаклување собира само 1/3 од радијацијата што ја собираат истокот и западот. Со затемнување, придобивките од јужното застаклување се дури и подобри. Бидејќи во реалниот живот, точната јужна ориентација е ретко можна, добро е да се знае дека пасивниот систем функционира добро и при 45 степени отклон од вистинскиот југ, значи југозападно или југоисточно. Нацртот при проектирањето треба да е таков да ги користи предностите на дневниот циклус на сонцето. Така, например, будење и доручек на источната страна, попладневна релаксација на западната или јужната страна. Со прозорци поставени во височина може да се донесе јужната експозиција на сонцето во северните простории. Наклонот на застаклувањето речиси секогаш е најпосакуван вертикално. Тоа е поевтино, посигурно, полесно се заменува, полесно се вклопува во ноќната изолација и собира повеќе топлина кога снегот действува како рефлектор. Затемнување или засенчување. Соларните пасивни системи се одговорни за прегревање на просториите, доколку не се постави соодветно засенчување за одбивање на директното сончево зрачење, кое може да биде рефлектирачко или дифузно зрачење. Подвижните настрешници треба да се користат секогаш кога е можно.
Рефлектори може да се користат во вид на надворешни спектарни рефлектори, како огледала, која зголемуваат соларната колекција за време на зимата со цел да внесат сончеви зраци во просторот, додека пак летно време се користат за да ги одбијат претераните сончеви зраци од застаклената површина. Конзервацијата се препорачува за прозорци со високи перформанси или за ноќна изолација. Во текот на соларното застаклување, ноќната изолација се користи за отфрлање на сонцето за време на летните денови, контрола на приватноста и го елиминира ефектот на црна дупка на голото застаклување во текот на ноќта. Таа е практична за системите со директно добивање, но помалку ефикасна за тромбеовиот зид и сончевите простории. Ноќната изолација се состои од различни типови на драперии, цврсти панели, ролетни и слично. Материјалите за чување на топлината во градбата се важни за успехот на пасивните соларни системи. Сите лесни материјали се лоши за чување на топлината. Таков е воздухот, па затоа во изолацијата, која е во најголем дел составена од воздух, може да се складира најмалку топлина. Водата пак од друга страна е една од најдобрите материјали за складирање на топлината. Такви се уште и дрвото, челикот, тулите, бетонот, каменот и така натаму. Материјалот кој е добар за складирање на топлината треба да има висок топлински капацитет и висока спроводливост. Водата, освен што има највисок топлински капацитет, има и висока стапка на апсорбција на топлината и во водата природната конвекција и спроводливост може да помогнат да се движи топлината во внатрешноста на масата. Така наречените фазно променливи материјали, како што е парафинот, солта, хидратите, ја чуваат топлината во форма на латентна топлина, при што при пасивното затоплување фазната промена се случува близу собната температура. Овие материјали завземаат мал простор и со користење на топлината на топење, латентната топлина, големи количини од топлинската енергија може да се чуваат на точка на топење на материјалот, што е во опсег на удобноста од околу 20 целзиусови степени до 25 целзиусови степени. Сега да видиме кои се тие така наречени активни соларни системи. Активните соларни системи ги опфаќаат фотонапонските колектори и сончевите колектори. И двата типа на колектори произведуваат различна форма на енергија. Фотонапонските плочи, или попознати како фотоволтаични плочи, произведуваат електрична енергија, додека сончевите панели произведуваат само топлинска енергија. Електричната енергија е висококвалитетен извор на енергија, за разлика од топлинската енергија која се користи само за затоплување на објектите, водата и слично. Системите се монтираат со слична ориентација за косување, па дури и се слични во изгледот. Фотоволтаични плочи. Тие се единствен извор на енергија кој ги има речиси сите карактеристики на идеален извор на енергија. Одржлив е затоа што е обновлив, не ја загадува околината, не е опасен за човекот, енергијата што се добива може да се користи за било која намена, не создава бучава, нема подвижни делови и не бара одржување. Модуларен е и е најдостапен кога е најмногу потребен, затоа што зависи од сончевата светлина. Фактот дека не произведува електрична енергија во текот на ноќта не е голем проблем, бидејќи може да се користат батерии за чување на создадената електрична енергија. Дури и облаците не се проблем, затоа што системот функционира и на дифузно светло. Фотоволтаичните ќелии се направени од материјал што ја конвертира светлината директно во електрична енергија. Фотоните од светлината создаваат слободни електрони во еден слој, кои како слободни им овозможуваат на останатите електрони да течат низ надворешното коло, за да го достигнат слојот кој нема електрони. Повеќето од нив користат силикон до мали количини одредени нечистоти за да се создаде вишок електрон во еден слој и недостаток на електрони во друг слој. Колекцијата од ќелии се затвора во модули кои ретко се над 3 метри широчина и 5 метри должина.
Фотоволтаичните системи можат да ги напојуваат зградите преку далечински фотоволтаични електрични централи или интегрирани фотоволтаици во самата зграда. Вториот случај може до 50% да ја намали цената на чинење на електричната енергија заради елиминирање на трошоците за пренос на енергијата и 20% помалку отпад на енергија заради преносот. Иако фотоволтаичните модули како архитектонска облога се уште скапи, сепак не се поскапи од гранитот или мермерот. Тие доаѓаат во многу различни големини, финеси и бои, некои дури се и флексибилни, па може да се користат за закривени површини. Тие може да бидат интегрирани на ѕидовите, на покривите, на помошните објекти како да се настрешници, балдахини, структури за засенчување и слично. Максимална колекција на сончево зрачење има кога колекторот е поставен нормално на директните сончеви зраци на зрачењето, односно нормално на сончевите зраци. Само во суви клими најголем дел од зрачењето е директно, па и таму 10 до 20% од радијацијата е дифузна. Во нормалните и влажни клими 50% од радијацијата е директно, 50% е дифузно. Во ладните и облачни клими дури 80% од радијацијата е дифузно. Обично, оптималната ориентација на модулите е кон југ, но зависно е и од профилот на дневното оптоварување на објектот. Сите останати ориентации се исто така погодни, освен северната. Постојат два вида на фотоволтаични системи за застаклување. Едниот е полутранспарентен, како затемнето глазирање, а другиот се состои од ќелии монтирани на нетранспарентни јасни глазури. Ова застаклување е соодветно за високо поставени катни прозорци кои имаат светларници и не се наменети за поглед низ нив. Фотоволтаичните модули можат да бидат и уреди за засенчување и да се вградени во настрешници, балдахини, засенчување на паркинг просторите, што може да биде станица за полнење на електричните автомобили. Сончевите пак колектори се наменети за производство на топол воздух или топла вода. Топлиот воздух се користи првенствено за греење, а топлата вода, освен за греење, може да се користи и како санитарна топла вода, за вода во базените и слично. Тоа е згодно ако сончевата енергија се користи како топлинска, која е понизок ранг од електричната енергија, која се добива со фотоволтаичните колектори. Затоа и овој систем е поедноставен и поевтин. Активниот сончев колектор е механичка направа, чија единствена цел е да собере сончева енергија во форма на топлина, а потоа да ја чува за потенцијална употреба. Работниот медиум може да биде воздух, но најчесто е вода која се пумпа од резервоарот до колекторот. Активните сончеви колектори се најсоодветни за затоплување на базените. Базените се затоплуваат и користат кога има повеќе сончева енергија, пролет, лето, есен, и заради тоа сончевите колектори имаат и најголема ефикасност при најниски работни температури, бидејќи водата во базените се загрева на 26 целзиусови степени, што е прилично ниско, па колекторите имаат висока ефикасност за употреба. Со оваа ниска температурна ефикасност се карактеризира и подното грење кое не надминува температура повисока од 32 целзиусови степени. Најчест вид на колектор е оној кој се користи за производство на топла вода и се нарекува колектор со рамна плоча. Се состои од метална плоча покриена со црна селективна површина, тоа е така наречена апсорбирачка плоча, за да се намали загубата на топлината од повторна радијација. Застаклувањето создава ефект на стаклена градина, а изолацијата се користи за да се намали загубата на топлината. Водата е испумпана преку цевки во плочата и потоа топлата вода се чува во резервоар за складирање. Водата за пиење се загрева или се лади со разменувач на топлина. Водата циркулира меѓу колекторот и резервоарот со помош на пумпа.